Здравието на мозокот е темел на нашата енергија, расположение и ментална јасност, но експертите предупредуваат дека секојдневните навики можат тивко да го нарушат. Неврохирургот доктор Ричард Вења посочува 4 вообичаени навики што можат да ја ослабат когнитивната функција и едноставни начини за нивно коригирање. Првата е недостатокот на сон, која намалува способноста на мозокот да се обновува и води до замор и слаба концентрација. Втората е прескокнувањето на физичката активност, бидејќи движењето го зголемува протокот на крв и кислород во мозокот, што ја подобрува меморијата и расположението. Третата штетна навика е животот под постојан стрес, кој го зголемува нивото на кортизол и може да ги оштети мозочните клетки. Доктор Вења препорачува медитација и вежби за дишење како природен противотров. Четвртата навика е консумирањето преработена храна, богата со шеќери и рафинирани аглехидрати, што поттикнува воспаление и го забрзува старењето на мозокот. Наместо тоа, експертите советуваат исхрана богата со овошје, зеленчук и здрави масти. Како што вели доктор Вења, мозокот е најсложениот орган во телото, заслужува грижа секој ден, а не само кога нешто ќе тргне наопаку. Иако појадокот одамна се смета за најважен оброк во денот, се повеќе луѓе го прескокнуваат поради забрзаниот начин на живот или желбата за слабење. Нови научни анализи, меѓутоа, предупредуваат дека оваа навика може сериозно да го наруши здравието. Истражување објавено во списанието Nutrients, кој ги опфати податоците од над 118.000 учесници од Кореја, Јапонија, САД и Иран, откри јасна врска меѓу прескокнувањето на појадокот и зголемениот ризик од метаболички синдром, состојба што води до дијабетес, срцеви заболувања и мозочен удар. Научниците објаснуваат дека прескокнувањето на првиот оброк во денот може да го наруши циркадијалниот ритам и да предизвика проблеми со регулирање на шеќерот, холестеролот и крвниот притисок. Дополнително, оваа навика често доведува до поголем внес на калории подоцна во денот и акумулација на масноти околу стомакот. Луѓето кои редовно појадуваат внесуваат помалку калории и имаат подобра контрола на телесната тежина, вели доктор Мир Али за Medical News Today. Иако некои фактори како социоекономски услови и квалитет на исхраната не биле целосно земени предвид, резултатите остануваат убедливи. Појадокот е важен дел од здравиот начин на живот. Стручњаците препорачуваат појадокот да се направи секојдневна навика, со избор на хранливи и балансирани намирници како овесни снегулки со овошје, грчки јогурт со семки, омлет со зеленчук или смути со свежо овошје. Редовното јадење наутро, заедно со физичка активност и урамнотежена исхрана, е клучот за зачувување на енергијата и здравието на долг рок. Рецепт кој открива идеално решение за сите што сакаат нешто сладко, а немаат многу време за готвење. Колач што се подготвува за само 15 минути. Рецептот бара едноставни состојки кои речиси секој ги има дома: гриз, јогурт, шеќер, масло, прашок за печиво и ванилин шеќер. Подготовката е брза, сите состојки се мешаат, се излеваат во намастен плех и се печат во загреана рерна на 180 степени Целзиусови околу 15 минути, додека колачот не добие златна боја. По ладењето, може да се посипе со шеќер во прав или да се додаде кора од лимон, кокос или чоколаден прелив за дополнителен вкус. Овој едноставен десерт стана вистински хит на социјалните мрежи поради својата брзина на подготовка и традиционален вкус, потсетувајќи на домашните колачи од детството. Совршен избор за ненадејни гости или сладка пауза по долг ден.